Рускиот медија наблюдувач соопшти дека ја забавува брзината на Твитер, обвинувајќи американската компанија за социјални медиуми дека не успеа да отстрани 3000 забранети објави. Потегот беше за да се заштитат руските граѓани, рече Роскомнадзор. Твитер е широко распространет и користен од противниците на Кремлин и председателот Владимир Путин ги објави социјалните мрежи за конкуренција на владата. Со влегување во сила на одлуката, веб страницата на надзорната кула и на Кремлин пропадна. Причината за нарушувањето не беше јасна, пренесува BBC, но официјални лица од надзорните институции за медиумите изјавиле дека тоа не е поврзано со акцијата против Твитер. Дипломатски спор започна откако првиот човек на Европската унија тврди дека Обединетото кралство воведе целосна забрана за извоз на вакцини COVID-19. Председателот на Европскиот совет Чарлс Мишел рече дека се однесува на сите вакцини и компоненти произведени во Велика Британија, но министерот за надворешни работи Доминик Раб го пише предлогот како целосно лажен, разбира BBC. Официјален представник на Европската унија повикан во Форин офисот за понатамошни дискусии по ова прашање. Расправијата доаѓа по европските лидери под притисок за бавното ширење на вакцините COVID-19. Во Велика Британија во меѓувреме 22,5 милиони луѓе, односно третина од населението, ја примиле својата прва доза од вакцината. Здравствените системи во повеќето најголеми бразилски градови се близу до колапс поради случаите на COVID-19, предупредува водечкиот здравствен институт во оваа земја. Повеќе од 80% од креветите на единиците на интензивна нега се окупирани во главните градови на 25 од 27 бразилски држави, рече Фиокрус. Експертите предупредуваат дека многу заразната варијанта во Бразил може да има негативни ефекти во регионот, но и пошироко. Бразил е закана за човештвото, изјави епидемиологот на Фиокрус за новинската агенција АФП. Од почетокот на пандемијата, земјата има забележано повеќе од 266.000 смртни случаи и над 11 милиони случаи. Има втор најголем број на смртни случаи во светот по САД и трет најголем број на потврдени случаи.